Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Нов ден. И денес подготвивме за вас интересни содржини и повторно имаме разговор во студиото. На самиот почеток, меѓутоа да погледнеме што за денеска ни подготвија нашиот колега Мишел Наумовски и нутриционистот Весна Пирузева-Петровска. Добар ден, почитувани гледачи. Кога размислував за емисијата, да бидам искрена, некако не знаевме како да се одлучиме дали да ја снимаме во студио или овдека. Но сепак во студио би било сувопарно ако не ги видите намирниците кои денеска ни треба за нашиот рецепт. Затоа сме овдека во прекрасната кујна на хотелот Гарден на нашето прекрасно Охридско езеро. Зимските денови доаѓаат, додека во летото и есенските денови ја трошевме нашата енергија, сега веќе ни треба нешто што ќе ни ја надополни таа енергија, ќе ни ја стабилизира и ќе не направи да ја сочуваме нашата топлинска енергија, бидејќи ако нашата топлинска енергија не биде на доволно високо ниво, тоаш ние ќе видиме во некој дисбаланс со природата. Надвор ќе има високи температури, па и вашето тело не ќе може да се прилагоди на тие нормални временски менувања. Секој годишно време си има свој начин на приготвување. Во зимата одговара повеќе варењето и динстањето на храната. Тука изборот на намирниците на вистина доаѓа до израз, бидејќи тие намирници во себе содржат повеќе енергија. Во нив спаѓаат коренестиот зеленчук, потоа тука се житарките, тука најповеќе мислам на интегралните житарки, мешунките и секако тука се семките и јаткастите плодови. Не знаев како да почнам и со кои намирници, па некако се ми се навраќаше мислата дека никако не смеам да почнам ако не почнам со цвеклото. Цвеклото е еден прекрасен зеленчук од коренестиот зеленчук, во фамилијата на коренестиот зеленчук, која ни дава на вистина прекрасна енергија. Таа е богатство на минерали, на витамини, на сите тие нутритиви кои ќе ви го обезбедат здравието во зимскиот период. Цвеклото, сите го знаеме, цвеклото, но цвеклото не треба да се гледа само како еден главичест зеленчук. Во него имаме минерали, имаме витамини, имаме витамини од групата на Б, витамините, потоа имате железо многу, па имате магнезиум, имате сулфур, имате калиум, калциум, витамин С, богатство, една прекрасна лепеза на минерали и на витамини. А зошто ви се тие потребни? Секако за да имате добро здравје. Цвеклото е значи како еден мал доктор на вашето здравје и вие никако не треба да го изоставите од вашата секојдневна употреба. Денеска ќе направиме една чорба, крем чорба, која навистина ќе ве стопли, бидејќи комбинацијата на намирниците која ќе биде во таа чорба навистина кореспондира еден зеленчук со друг. И сите тие нутритиви, сите тие зеленчуци кои ги имат во себе, па за вас ќе биде една навистинска бомба, здрава витаминска бомба во овие зимски и ладни денови. Како што рековме, за денешниот рецепт е убава топла крем чорба од цвекло. Ни треба едно цвекло излупено, ни треба морков, ни треба македан, ни треба пашканат, еден корен, средна големина од пашканат, еден домат, пиперка, македан и маслиново масло, малку 2 до 3 прстопати сол и некој сув зачин, тоа е по вашиот избор. Сето тоа се сецка, најпрво цвеклото се става во еден подлабок сад, се сецка на ситно, а потоа сите други зеленчуци се ставаат, се дотурива вода, се става маслиновото масло, значи се става наеднаш, освен солта,
се затвора со капа, се турива вода, за да може добро да се вари, се затвора со капакот и потоа се остава околу 40 минути да се вари. Колку убаво мириса. А колку уште поубаво вас ке ве закрепне, ке ве стопли и ке ве зајакне. Се надевам дека во ова прва емисија бевме интересни. Рецептот ке ви се допадне, вкусот се надевам исто така дека ке ви се допадне. Па ако ви беше интересно и добро, следете не и едната емисија. Ви благодарам и ви посакувам добар ручек и добар апетит. Денес ќе ви представиме едно дело на нашиот најпознат охридски сликар Јордан Манасиевски, кој што годинава пред охридската јавност се представи со самостојна изложба во музеј галеријата Робевци. Творештвото на Манасиевски е доста обемно и опфаќа неколку циклуси, а денес ви презентираме слика од циклусот Охридски мотиви. Инаку значајно е да се каже дека е доста активен и успешен на меѓународна сцена. Во 2009-та излага на есенскиот салон во Париз, 2010-та повторно во Париз во музеот Лувр, каде е награден од Јапонската асоциација за модерна уметност, а изложува и во музеот Дио во Токио. Во 2011-та изложува на Арт салон во Њујорк и на Биенале во Фиренца, Италија. Во 2010-та добива и награда од Светската галерија за цртеж. Привилегирани сме што сме негови современици. Повеќе дела од охридскиот сликар Јордан Манасиевски можат да се видат во галеријата Букефал, како и на веб страната на галеријата. И сега повторно мишелна тема како да останете фити во зимскиот период со совети за лесни и практични вежби. Па да видиме. Почитувани, верувам дека вашите работни обврски во текот на еден ден ви одземаат најголемиот дел од вашето слободно време.
Но секако, доколку ја остане барем час или два во текот на денот за да практикувате некоја физичка активност, секако дека имате многу опции кои што би можеле да ги спроведете во некој затворен простор. Една од најпопуларните во моментот вакви дисциплини и физички активности е пилатесот. Една посебна дисциплина за која повеќе нешто ќе ни каже нашиот стручен соработник Јован Калановски, кинезитерапевт. Јован, да започнеме најпрво со тоа што представува пилатесот, бидејќи обично кај луѓето нели тој е популарен, меѓутоа не сите разбираат што всушност представува тој и каков вид на дисциплина е пилатесот. Така, значи, како што ја веќе кажа, доста е популарно името пилатес, но многу не знаат што значи тоа пилатес и каков тип на вежбање е пилатесот. Често мислат и го споредуваат као само именка, пилатес, ајде име на пилатеса, што всушност ќе вежбаме внатре, доста и не се запознаени. Пилатесот се вежба во затворена просторија, може да се вежба и на отворена. По принцип доаѓа од еден терапевт кој што Пилатес е неговото презиме, се викал Џозеф Пилатес. Потекнува таму што тој направил таков метод на вежбање, на вежби и истегнување за сврсување на целата мускулатура и коригирање и фиксирање на некои проблеми на телото. По принцип пилатесот е рехабилитационен метод. Значи после повреди, после операции, после такви некои проблеми на мускулно-скелетниот систем, се тренира пилатес за да се целосно искоригираат. Но вежбите кои што ги нуди пилатесот се многобројни. Значи имаме вежби за цврстување на мускулатурата на телото, за обликување на телото. Имаме вежби за трошење на калориите, на вишокот на калории на телото. Значи буквално пилатесот нуди еден репертоар од вежби за цело тело, за секаков вид проблеми и за потребите, секаков вид потреби што ги имаат луѓето. Еден голем квалитет што ретко кои го знаат е тоа што пилатесот во своето вежбање нуди и извежбување на мускулатурата и нејзино истегнување. Значи, заедно, кога ќе се сретнат вежбањето и истегнувањето, мускулот е правилно изработен. И затоа, значи можам да кажам од моето доволешно работење со пилатес, имаме многу ефект и клиентите се многу задоволни. Така, добро. Ова е коментар најчесто од машката популација, која ќе видат на телевизија. Најчесто се работи за група девојчиња кои што вежбаат со топки и коментарот е секогаш: види ова дали е ова вежбање, седат на топки, се тркалаат од лево на десно. Меѓутоа, дали е толку лесно и едноставно како што на прв поглед изгледа? Така, значи јас многу често сум се сретнал баш со ова прашање. Ево веќе ова година прв пат гледам посетеност и на машки, особи тука во моето студио. Имаме луѓето веќе, знаеш, малку сме, да кажам, некако ограничени во некои мислења. Пилатесот е направен баш за маши. Значи, тој кога бил направен пилатесот како метод, како дисциплина, бил направен за мажи, за војниците. По принцип за нивно рехабилитирање. Но затоа што ние по принцип имаме представа дека машка дисциплина е бодибилдинг и фитнес и малку забораваме на тие работи, аеробик, пилатес, јога и слично. Но можам да кажам дека во последно време се повеќе и повеќе се запишуваат и машки лица и нема некоја граница дали тоа е за женски или е за машки, него тој си е за чисто трошење на калории, за обликување на мускулатура и на тело и за подобрување на некои проблеми што ги имаат истите. Значи, кога зборуваме за проблеми, виш јас има и машки и женски, значи тој не прашува за пол, него третирањето му е едно исто. Точно е тоа дека повеќе се девојки, но можам да кажам, тврдам дека би бил ефективен и повеќе од колку што треба кај машите. Така. Ти доаѓаат во смисла, до јас доаѓам, ама немој да кажуваш настрана дека на пилатесом речи нешто помажествено, така, како што кажа, бодибилдинг. Така, пилатесот воопшто не е немаженствен. Значи, јас можам да му кажам кој сакат, кој има да дојде тука да види какви се тие вежби. Јас имам доста другари бодибилдери, слично да кажам. Вежбите што ги правиме тука
некои не можат да ги направат, зашто правиме вежби за фина мускулатура, правиме движења кои што ги немаме во нормалниот живот, така да работиме на некои мускули кои што се неактивни и не е воопшто едноставен, да кажам. Не е само како што тие си го представуваат лежење и тркалање по топките. Иначе кога сме кај топките мора да напоменам дека пилатесот не е само топки. Имаме пилатес вежби со ластици, имаме пилатес решетки кои што ги има на запад многу често. Значи имаме различни видови реквизити во пилатесот, но една од најдобрите е оваа физиотопка или како што ние веќе нас ни е познато пилатес топката. Така, има некои возрастни ограничувања кога некој може да почне да се занимава со пилатес или тоа е нешто што нели ад хок може во секој момент доколку е заинтересиран некој да си се пријави, да си вежба? Значи тоа зависи од мускулатурата и колку е тој спремен. Кај мене вежбаат значи девојки од 13 години до 60 годишни, може и повеќе. Значи како се осеќа тој, како е спремен, нема годишни ограничувања. Воопшто вежбаат од најмалите до највозрасните личности. Така, добро, бидејќи заклучивме дека е многу потешка дисциплина него што е генералното мислење, која според тебе вежба или кој тип на вежби кои што се применуваат во пилатесот се така малку потешко да се направат, па треба можеби да посетуваш одреден период да вежбаш, па дури потоа да преминеш на тоа ниво и да извежбаш таква вежба. Така, значи баш ќе ги покажеме тие неколку вежби. Мислам, тие се повеќе, но јас ќе покажам некои кои со често се среќавам дека им се тешки на луѓето. Тоа се долната стомачна мускулатура. Долниот стомак е често неактивен кај нас. Значи во нормалниот живот не. Која е причината за тоа што? Затоа што во нормалните движења, во нормалните активности што ги имаме ние во животот, не ги активираме тие мускули. Имаме некои мускули, внатрешни нозе, долни мускули, значи и слично, кои што се неактивни и ги немаме во нормалните активности во животот, затоа тие си сеат пасивни. И тие на почеток на вежбањето им се тешки вежби, но со тек на време им стануваат омилени. Така да ќе ги покажеме, баш да ги видат сите тие вежби, многу се интересни, многу се практични, убави, така да.
Драги наши, времето резервирано за разговор со гостин во студиото во второто издание на емисијата Нов ден. Ке го поминеме разговарајки за една многу убава тема, за модата. На моје големо задоволство, а се надевам и на ваше, во следните минути, наш и ваш гостин, ќе биде модниот дизајнер Ристо Бембиловски. Здраво, Ристо, добре дојде во Нов ден. Како си прво, како се чувствуваш? Па добро, малце уморно, бидејќи само што зајдов во Охрид и тука сум на доста кратко на недела дена. И да, доста патував пред и после тоа, така да малце сум. Така да, меѓутоа се надевам дека малку ќе те изрелаксираме, затоа што и да ти заблагодарам во оваа прилика. Успеавме да украдеме сега малку од твоето време, ти навистина си многу зафатен, затоа што вчера дојде, долета од Париз и ти благодарам навистина што ја прифати поканата да бидеш гостин во Нов ден и малку да помуабетиме за модата и за она што ти го правиш на полето на модата. Познат си на нашата публика, значи на охриѓани, меѓутоа сега пред малку спомнавме дека твојата последна средба со ТВМ, последен разговор овде беше пред многу години. Да. Пред да почнеме за модата конкретно и за она што сега го твориш, сакала накратко да те замолам да не апдейтираш, што би се рекло сега поново, односно да не подсетиш во така накратко што правеше од таа емисија тогаш пред многу години до сега. Искрено речено, што се случи со Ристо? Да. Каде сум бил пред 10 години од прилика, во секој случај веќе 20 години живеам во Париз и работам, бидејќи таму заминав да студирам моден дизајн, завршив моден дизајн и од пред тие 10 години кога бев овдека на телевизија, од прилика тоа што во главном се случува што ја имам својата линија Ристо, која што ја дизајнирам во Париз и ја изработувам овдека во Охрид, бидејќи имам своја фамилиарна фабрика и сето тоа го пласирам како светски бренд на секаде низ светот. Во исто време доста работам на како се вика, советувања, консалтинг, моден консалтинг за други брендови. Тоа беше најпрво 4 години за Луи Витон, се окупирав со машкиот дел од колекцијата, потоа некои мали проекти како Фасонабле и сега сум дел од новиот дизајнерски тим на Кензо, бидејќи дојдов со доаѓањето на Умберто и Карол, тоа се дечко и девојка кои што се уметнички директори, нови уметнички директори на Кензо, со кои што заедно го преработивме имиджот на тој бренд. Значи, од прилика само тоа го работам. Значи, мојот бренд и проектите кои што се на страна, паралелно. Од прилика и вака на брзина многу ни кажа. Мислам, звучи како малку, меѓутоа за 10 години е доста. Да, за 10 години, особено кога се работи за млад човек како тебе и веројатно, значи во услови во кои што се случувало сето тоа, е навистина многу и голем успех. И можам да речам дека е сон на многу млади луѓе кои што во моментов се живеат, да речем, во нашата држава и кои што навистина не можат или ми многу тешко барем да почнат да го остваруваат својот сон. Кога сме тука, значи на тема, за да не се навраќаме повторно, само да те прашам, да, го остварува, Ристо Бембиловски го остварува својот сон и сега веќе со многу крупни чекори. Меѓутоа, како ти беше на почетокот? Мислам, веројатно имаше некоја визија што сакаш да бидеш и како? Може ли малку на таа тема? Некој младешки сон? Се знаеме уште од деца, така да знаеш од прилика колку сонував и колку сонувавме заедно и сето тоа. Меѓутоа, не знам, јас искрено речено, често многу други луѓе ме посетуваат колку сум сонувал да, не знам, да бидам дизајнер во Париз и сето тоа. Дори ми кажуваат дека сум имал зацртано навистина да одам во Париз на моден дизајн, а не во Америка и сите тие работи, така да јас лично не се сеќавам дека сум бил толку некако заглебен во некој сон да имам свој бренд и сето тоа, него прилично органски сето тоа се случи, бидејќи
дефинитивно сакав да заминам од тука, бидејќи сакав да студирам мода, бидејќи сите инспирации кои што во 93 година ми го градеа мојот тинеџерски дух, сите инспирации често доаѓа од надвор и решив едноставно да се обидам да одам кон тие ресурси на мода, дизајн, на уметност генерално и од таму наваму мислам дека секогаш се случува некој чекори, некогаш се разбира и наназад, ама најчесто и напред. Чекори кои што ми кажува дека сум на добриот пат и дека треба да го следам тоа што некои луѓе го викаат сон и очигледно да, тоа е некоја визија кој што сум ја имал порано. И можам да кажам дека сигурно сум бил добро обкружен со добри луѓе, пред се со мојата фамилија, бидејќи овој проектот Ристо и овдека каде што сум сега, се разбирам, никогаш не би бил без мојата фамилија, бидејќи мајка ми и татко ми пред се ми овозможија да одам надвор од Македонија да студирам. Брат ми кој што беше веќе во Америка, од тогаш до сега е тој кој што нон-стоп ми е партнер во сите проекти. И асистент на некој начин. Асистент понекогаш, мислам дека се лути која му викам асистент, значи не е асистент. Значи го сгрешив. Не, мислам на вистина е бизнис партнер, така да заедно сме го створиле се во ова. Се разбират модни дизајнери, ако некогаш се како да кажам, се карикатуризирани, ама понекогаш знаеме да имаме такво его да ги третираме луѓето како асистенти. Така да може да и брат ми го третира како асистент. Добро, нека биде во духовите смисло тогаш и тоа што јас го кажав. Во времето кога ти отиде таму, може би беше на некој начин полесно или не да се почне од некаде за разлика од денес? Како тиете Предпоставам, не би рекол дека било полесно, бидејќи да не заборавиме, јас заминав во, да речем, во бумот на распаѓањето на Југославија. Значи, многу беше тешко да се добијат сите документи, сите тие работи. Не знам, предпоставам се има своја тежина, меѓутоа јас, например, беше доста тешко, бидејќи целата концепција беше да одам на некое место кое што воопшто не знам како се случува и сето тоа, така да заминам во Париз, во земја кое што сосем малце го знаев јазикот. Беше доста тешко како личен предизвик. Во споредба со денеска предпоставувам, мислам, не сакам сега да викам дека многу било потешко порано, ама сепак денеска информациите се многу иако сме во потешка економска ситуација овдека, сепак информациите се надостапни на сите со интернет и сето тоа, така да многу полесно да најдеш, например, и некој така, како да кажем, или информација или некој сайт джоб преку интернет, отколку да стигнеш до тоа пред 20 години и сето тоа. И мислам дека, не знам, секој период си има своја тежина, така да важно е да се има, сигурен сум дека сум настојувал да одам понатаму таму во насоката која што сум ја започнал, така да тешкотиите, да, се уште ги гледам понекогаш, затоа што околу големи проекти секој си има своја тежина исто. Да, секогаш било и лесно и тешко, поврзано со пасија, со лично задоволство, да, и така да понекогаш границата не се ни гледа. Така веројатно е навистина голема среќа да се работи она што се сака и како што ти кажа. Впрочем, како што јас знам за твојот сон и навистина ми е драго што ти си еден од оние кои што успеа да го остварат и се уште го остваруваш. Добро, Париз како Париз, преубав град, го викаат град на модата. Исто уште една среќна околност што живееш и работиш таму. Пред да се префрлиме на Охрид, уште тоа да те прашам, колку е битно, предпоставам најбитно е, меѓутоа за тебе ете искуството кое што ти го собра сите овие години, токму во тие куки со навистина, нели, големи имиња. Работеше за Луи Витон, сега за Кензо, значи колку е тоа важно за да можеш понатака да направиш свој бренд и да... Доста е важно, бидејќи
пред секако за работната биографија дефинитивно е многу полесно да најдеш бизнис партнери и нови проекти кога на работна биографија веќе го имаш Луи Витон. Тоа има, Така да сето тоа помага за унапредување. Тоа што за мене исто како дизајнер ми помагаше и се уште ми помага, затоа и сакам нон-стоп да имам паралелни проекти, е тоа што црпиш искуство од голема корпорација, бидејќи Луи Витон и Кензо се дел од LVMH корпорација, така да тоа е, мислам, огромни корпорации кои што ја водат, нели ја водат светската мода, ја диктираат. И убаво е сето тоа да го потребиш на некој сосем приватен различен проект како што е мојата колекција, така да заприметив дека што повеќе работам, имам искуство со паралелни проекти, толку повеќе поконструирана ми е самата моја колекција, значи аз сум почнал, се разбира, од нула, мислам од лични проекти, некои така зезанци да кажам. Така да тој прогрес нон-стоп се чувствува и се разбира. Многу е тешко да стигнеш и до Луи Витон, меѓутоа кога се веќе таму се разбира дека, знаеш, покушаваш да го искористиш до максимум тоа што можеш да го земиш како знаење од таму. Се разбира доколку имаш амбиција да го направиш. Да, дефинитивно, да. Ристо, како дојде на идеја, дојде да почнеш со таа твоја собствена колекција? Веројатно имаш од секогаш идејата. Како почна да се остварува, чекор по чекор? Искрено речено, мислам дека кога заминав во Париз, сакав да бидам асистент на Жан-Пол Готие, тоа би ми било, ми беше, тоа ми беше сон од прилика, веќе тоа бе 90-ти години, добриот дел од MTV. Беше, мислам, ги знаеш сите тие... И Мадона, нели тоа? Да, и Мадона и не, чери, мислам, сиот тој нов бран на визуелен импакт на видеоспот и сето тоа. Од прилика заминав, сакајќи го тоа. И искрено речено, после 20 години, ми беше чудно бидејќи ми понудија работа пред година дена за да бидам дел и да работам блиску со Жан-Пол Готие, меѓутоа го одбив сето тоа, бидејќи мислам дека јако многу го ценам, се уште мислам дека не е во некој интересен период на својата креативна работа, ако ме слуша. Мислиш дека заврши тој негов интересен период или мислам дека да. Еден од дизајнерите кои што не знаеше како да дила со 2000-те години, од 2000-те до сега. Значи како да работи малце застаре, да. За разлика од други дизајнери како Алаја, како Comme des Garçons, Рей Кавакубо, како сите тие кои што нон-стоп знаат да се регенерираат. Така да се вратам на таа парентеза дека едноставно беше чудно дека заминав со кеф да го правам тоа, така да после 20 години сум го одбил сето тоа. Много интересно си. Да, и мислам дека тука е интересен момент, Да, наистина интересен момент, меѓутоа видиш тоа е оној дел каде што соништата се менуваат, нели? Сега веќе ти имаш друг сон. Дефинитивно, да, после одредено време, амбициите стануваат, мислам, кога имаш веќе еден проект, концентрацијата е како да се пофинира, како да се подобри тој проект и како да се обстои со тој проект, бидејќи мене не ми е важно само да имам колекции за да направам неколку реви, него сакам да правам бренд кој што ќе остави печат и кој што ќе има, кој што некојаш би останал како традиција, како нека нова урбана традиција, па се надевам дека ќе стигне. Колку успеваш во тоа сега? Јас те пратам. Последните, колекции можам да кажам дека се навистина феноменални, нормално веројатно и претходните за своето време, она што зборуваме, биле супер, меѓутоа јас сум воодушевена од она што последно го видов, меѓутоа те молам ти вака да ни раскажеш сега како се подготвуваш и што е на што сега конкретно го работиш? Сега работам доста, како што секогаш викам, турбо, бидејќи сега се решиме да правиме и преколекции, значи наместо сега пред некаде 6 години во модата се прават и pre-collection, значи пред колекции, значи наместо да правиме 2 колекции, правиме 4 колекции, бидејќи
модната индустрија и бутиците бараат нонстоп да се возобновуваат моделите и нови парчиња, бидејќи сме во хиперконсумација и сето тоа. Мислам, тоа е навистина нешто што не го разбирам како функционира, меѓутоа е социјален факт, економски, глобален, така да решивме да учествуваме во таа насока, така да за да опстоиш мислам дека мораш да покажеш дека си спремен да играш како што играат големите. Така да дојдов токму заради тоа, бидејќи ја спремам својата pre-fall колекција, значи тоа е пред колекција, да речем нешто есенска колекција. 2014 Така, 2014-15. И така, на тоа работам со две работни сеанси, работам преку Skype, работам преку, мислам преку интернет, се разбирам, меѓутоа од прилика ми треба две сеанси работни баш во моето ателје овдека со работниците, со плетачкото ателје кое што го имаме, за да се реализираат сите тие, мислам, таа мини колекција, да речем. И да, отприлика недела дена за тоа. И после следува таа main collection, значи главната колекција која што ја прикажуваме во Париз во склоп на Париската модна ревија, бидејќи овај пат и од минатата сезона бевме поканети, мислам како дизајнер бев поканет помеѓу 8 дизајнери од Chambre syndicale de créateurs, значи тоа е француската федерација на дизајнери. Тоа е навистина нешто највисок орган за мода во Париз. И ти одбират, направи еден многу интересен проект кој што се вика Designers Apartment. Тоа е како платформа која што во еден многу убав стар хотел, урбан хотел во Париз. На секој дизајнер му даваат по една соба да се уреди, да повикува клиенти како журналисти или како и клиенти кои што купуваат таа колекција. Се разбира сето тоа со подкрепа од самата федерација. И тоа е за време на 3 сезони, значи првата сезона беше минатиот пат и навистина беше многу голем успех да го добијам сето тоа. И да, ти дава поголема... Добиваш повеќе на цена, нели, веројатно и... Мислам и луѓето те гледаат поинаку. Доста интересно бидејќи јас мислам маркетот кај што генерално ја продавам колекцијата е и најлесно сум прифатен е Нью Йорк, Америка, мислам генерално и Азија. Меѓутоа бидејќи решивме да се етаблираме како француски бренд, бидејќи сум сепак македонец во Франција, во Париз. Мислам дека ова Designers Apartment беше супер платформа, пак ќе речем, бидејќи го дава тој француски шарм, навистина париски изгледа, така да и купците кои што ме знаат веќе кога ќе дојдат, ја гледаат колекцијата со тој некој така поромантичен аспект и интересен склоп се прави сето тоа заедно. Многу интересно, Вуко. Сега, значи, ова што го спремаш последно, за колку време имаш? Колку време за да го завршам? За да го завршиш и за да го прикажеш кога? Ова колекција прикажуваме почеток на јануари. Мал превју ќе пратиме сега чисто за да доловиме по некој состанок. Колку парчиња ти се потребни ристо за едно, да речем, такво представување? Или не си лимитиран? Тоа е на твоја... Не сум лимитиран, меѓутоа си имам со години веќе си имам изработено, да речеме, како се вика, Кажи го на француски. На англиски знам, како темплейт, како... Добро, како пример. Како мрежа од прилика на примерок, значи на колку парчиња, на кој парчиња сакам да работам, значи колку јакни ми се потребни во колекција, колку фустани ми се потребни во колекција. Тука доаѓаат сукобот со брат ми, бидејќи тој е некој кој што секој сака малце повеќе од тоа што јас можам да го направам. Мислам, истиот проблем го имам истиот феномен го имам и во Кензо, бидејќи и таму кога дизајнирам колекција
нон-стоп си во конфронтација со луѓе кои што ја комерцијализираат таа А тие бараат продукција, уште, да. Да, бидејќи тие го имаат реалната слика Да. и барање од пазарот, а ти си дизајнер кој што само си замислуваш дека тоа е, знаеш. Така, Да, така. секој треба да си има добар баланс. И значи од сега до јануари, мислам дека треба ја покажуваме во јануари и после на главната колекција во крај на февруари, да. Тоа е многу брзо, мислам, во Да. секој случај. Две колекции. Ќе успеете ли за 2 Да, да, месеци? да. Браво. Ти работиш сега напоредно таму во Кензо, кажа Да. дека си на Skype, дека ги координираш работите тука Да. во вашата фирма, во вашата фабрика. Сакам да те прашам за условите, значи во кои што работиш во Македонија и таму. Сега имате многу убави услови овде во новата Да. фирма. Може ли кратка, мала споредба помеѓу како работите се- функционираат во Париз, а како кај нас во смисла на Па, и искрено речено, немам некои големи искуства околу навистина фабрика, како фабрика во Франција, да речем. Јас сам често одам во Азија, бидејќи дост голем дел од Кензо е изработен таму. Или пак во Италија ќе видам како се одвиваат фабриките. Меѓутоа, како предпријатие или како економски проект го направивме се ова со голем ентузијазам, бидејќи стварно мислам дека да се помогне на локална економија која што веќе 10 години и повеќе од 10 години ја помагаме, дали со давање работа на Други плетачки фирми, или на други вработување, фирми да. или вработување. Мислам дека имаме некој така стабилен економски проект кој што на жалост за разлика од Франција или од било каде наоѓаме на многу големи проблеми, пречки и сето тоа, мислам, од да не навлегувам во детајли. Да. Меѓутоа е доста треба да имаш навистина голема желба да сето тоа да го изработуваш, бидејќи мислам со ова што сега го изработуваме би може да е навистина на некое друго место само да го нарачаме и тоа би било изработено, меѓутоа сепак овај проект кој што сме го започнале од многу одавна така. и едноставно мора да се најде некој начин да како нон-стоп да се прогресира. Меѓутоа мислам дека имаме многу добар тим кој што не следат уште од почеток и да, и кеф ми е да гледам како заедно растеме, така. По секој случај, сакам да кажам дека се расте покрај сите проблеми на кои што се губи непотребна енергија, меѓутоа тоа е веројатно тоа ќе се среди. Да зборуваме малку сега за твојата линија за Ристо, моделите, за креациите. мода, не за финансија. За финансија, ајде ќе тоа ставиме овој пат, нема да те прашуваме. Меѓутоа сакам да зборувам за твојата креативност. Што сакаш да работиш, што работиш, во смисла, во која насока сега се движи, да кажеме, твојата креативност? Па тоа што нон-стоп се повеќе и повеќе ме интересира е начинот на кој што ги дизајнирам колекциите. Искрено речено, дури кога правевме реви во Њу Јорк, последните реви кои ги правев веќе ми беше малце значи се одеше од прилика, не знам, не ми беше важен тој штимунг да работиш со мене, ќе па да организираш. Не го има веќе тој адреналин. Адреналинот го наоѓам во моментот кога ја наоѓам инспирацијата и кога ги развивам, например, начинот на кој што развивам колекцијата и се повеќе и повеќе работам на да речеме развивам материјали, ги штампам ексклузивни, ги креирам или соработувам со уметници кои што ми ги креираат штампите, значи принтовите. И тоа е ептен, стварно многу интересен момент кога треба да одбирам како треба да се, на која база да се оштампа сето тоа, или пак и кога правам жакарди, кога навистина и самите комерцијалци од фабриките кога ми нудат материјали се зачудуваат бејќи никогаш не сакам да земам материјал кој што ми го нудат, него ќе им речам окей, дали може тоа да го смениме малце вака и ќе речам, мислам навикнати се со големите куќи да го прават тоа, меѓутоа со млади дизајнери не се така навикнати, така да тоа е голем момент кој што све повеќе ме интересираат и се разбират работата која што ја правам овде, тоест која доаѓам, која имам ателије во кој што не знам,
имам идеја, на крај на денот идејата веќе е реализирана, која што стварно голем луксус во споредба со дизајнери како функционира дури во Париз, бидејќи има можда 6 куќи кои што имаат ателје во свој, значи in-house, во внатрешно ателје, кај што се изработуваат колекциите, а сите други, знаеш, треба 2 недели да чекаш додека добиеш прототип и сето тоа. А овдека навистина се добива веднаш се добива. На едно место. Голем асет, како се вика, голема предност. Да. И од тука црпам енергија, затоа тоа ми е стварно најинтересниот период и фала Богу кога правиме на крај каталог или сликање или кога сето тоа се склопува на имидж, или кога го правам леаутот на самиот каталог, тоа се најинтересни моменти. Да, и во тоа се повеќе наоѓам. Значи, Ристо го надмина оној момент на, значи, да речем, правење реви, или како што кажа. Според ова што го кажуваш сега, си во сосема друга зрела фаза, би рекла, кога на твоите креации гледаш како на, нели, твои чеда, што би се рекло. Значи ги вадиш така од почеток до крај. Значи... Дефинитивно, да. И морам да се навратам дека мислам, ова не го викам дека сум, како се вика, блазе, во смисол дека сум од претенциозност или нешто, дека не би сакал да правам реви, него сум правил реви и мислам дека е голем, преценно огромен финансиски чекор, значи многу кошта. Не би сакал да го направам сето тоа уште еднаш додека, знаеш, немаш соодветни партнери и инвеститори и сето тоа. И плюс како самиот аспект и самиот дух на колекцијата се повеќе и повеќе, бидејќи го ја црпам од моите underground тинејџерски денови и сето тоа, се повеќе и повеќе ме интересира да најдам нов начин и не сум единствен кој што тој го бара, нов начин да прикажеш мода, дали тоа ќе со соработка со уметнички, со, како се вика, со филмски режија, или дали во форма на филм или во форма на презентација или нешто кое што знаеш, да правиш ревија само за 10 минути, да правиш колекција само за 10 минути ревија е малце неблагодарно. Значи се бараат нови начини на презентирање на пак речем, не сум единствен, да. Има цел бран на нови дизајнери кои што навистина супер проекти прават со интересни режисери, со интересни уметници, перформанси и сето тоа. Само треба да се најде добар меч. Се обстанува ли, Ристо, во овој свет на модата, во кој што сега се наоѓаш ти? Релација Париз, Опит? Јас обстанувам, тешко се обстанувам, навистина е тешко бидејќи пак не знам како изгледа од надвор, меѓутоа навистина реалноста е дека парчињата кои што јас ги правам, колекциите кои што ги изработуваме овдека и ги дизајнирам, се продаваат на исто ниво како, не знам, како Givenchy, како Dior или како многу големи брендови за кои што постојат големи инвеститори, корпорации, сето тоа, така да дефинитивно е многу тешко да се бориш со сите нив. Нарочито кога ќе стигнеш до некој ниво на живот каде што знаеш што сакаш, например, мене не ми е веќе под никоја цена не би напуштил колекцијата за да видам, не знам, да се вратам повторно кај Vuitton или нешто, бидејќи едноставно знам што сакам за понатаму. И баш заради тоа се стануваат малце е доста тешко да опстоиш автофинансиски, меѓутоа се случуваат работи и проекти кои што те терат напред. Те терат напред и даваат знаци дека си на добар пат. Ристо е на добар пат. Што следно да очекуваме? Нови проекти. Да. Веќе работам на проект кој што наскоро ќе биде во јуни. Не можам точно да кажам што е, меѓутоа интересна соработка. Ќе биде од прилика од аспект на како би можел, како изгледа Ристо кога би било eco-friendly, sustainable. Добро, значи пријател на екологијата, на природата. Да, еколошки, од еколошки аспект. Извините на јазиков. Простено ти. И да, тоа е интересен проект со друг дизајнер, така да тоа ќе биде некаде околу јули.
Продолжувам со колекции, продолжувам со Кензо и понатаму. Продолжуваш, како што рече, да си турбо и ваму, и таму, и секаде. Добро, јас се надевам дека ќе имаме повторно прилика да поразговараме и во секој случај, значи, ќе не апдейтираш со новите проекти твои, а ние ќе си земеме за задача да ги промовираме малку. И само, дали ќе ти има повеќе во Македонија? Дали Македонија е пазар за твојата мода, за твоите дизајни? Точно помалку, мислам дека ако реално ја гледам работата, дефинитивно не е за сега. Мислам нема некоја реалност, бидејќи јас реално зборувам за во една држава да се продава колекцијата, да можеш да може еден бутик да купи, да направи порачка и да се има доста парчиња да се продадат. Меѓутоа во Македонија не ми изгледа за сега на мистото така работите, меѓутоа се повеќе и повеќе се јавуваат некои, не знам, луѓе кои што лично сакаат да купат некој парче или некој специјално дизајниран модел. А понатаму зашо да не, јас од секогаш сум сакал и да направам и линија која што би била адаптирана за македонски пазар, бидејќи и после 20 години се уште се знам дека сум македонски тинејџер и дека или ето охридски тинејџер и дека знам дека не сум единствен кој што ги имат истиве барања за облекување, за сето тоа и мислам дека се уште не знам зошто не постои таков бренд кој што е локален бренд, кој што е изработен во Македонија за наши услови, во смисол финансиски, кој што би можело било кој да се ги приушти. Да, а луѓето знам дека имаат потреба од тоа. Така наместо да се увезува роба, треба да се користи. Добро, може би се чека на тебе или некако. Да. Ти посакувам многу успех понатаму во работата и ќе имаме прилика повторно некогаш да разговараме. Ти благодарам што ја прифати поканата и што одвои време да бидеш гостин во нашиот нов ден. Благодарам. World Luxury Hotel Awards е патентирана светска марка која секоја година ги рангира и наградува најлуксузните хотели и спа ресорти во светот. Наградите се признати од хотелската индустрија на светско ниво и представуваат знак за исклучително вложување и надградување на стандардите во спа индустријата, се со една цел – гостинот да се чувствува скапоцено. Во нов ден ви ги представуваме едни од најлуксузните спа ресорти во светот, највисоко рангирани за 2013 година, токму според World Luxury Hotel Awards. Ашаван Spa and Health Club во Обединетите Арапски Емирати е неприкосновено на врвот за 2013 година. Ашаван Спа центарот се наоѓа во склоп на најлуксузниот хотел на светот и единствен со 7 звезди – Бурж Ал Араб во Дубај. Иако 7-те звездички му ги оспоруваат затоа што не постои таков официјален рейтинг, никој не го оспорува фактот дека величествениот Бурж, иако плута на вештачки остров, секогаш е цврсто зациментиран на првото место на сите топ листи на луксузни хотели. Ашаван Спа центарот се наоѓа на 18-тиот и 19-тиот спрат од 60-спратниот хотел и располага со 14 оддели кои нудат велнес авантура, одделна за мажи и жени се разбира. Па нели сме во Емиратите? Земете длабок здив и уживајте во амбиент надвор од овој свет. Искапен во природна светлина со базени кои завршуваат до самите стаклени ѕидови. Тука богатите и славните го подмладуваат телото и умот со најквалитетни производи од органско потекло, употребени во преку 100 видови на третмани и под надзор на светски признати доктори, масажери, дерматолози и козметичари. Тука ги смируваат и најбунтовните ѕвезди, познати по бурниот начин на живот. Им ги отвораат чакрите, но и нивните паричници. Одиме во Коста Рика. Таму се наоѓа ресортот кој е на второто место во светски рамки. Гранд Спа е Табакон. Славните го нарекуваат најсекси спа ресорт на светот. Детоксификација на телото со вулкански камења, бунгалови отворени кон природата, топло ветре кое носи амбиентални звуци на вода што тече и релаксирачка спа музика.
откако ќе го покријат вашето тело со уникатна лековита минерална кал од вулканот Аренал, ќе ве остават да дремнете во најнежната постела на светот. А потоа следува измивање на калта во поток со природно топла вода. Спаре сортот Табакон е рај на вулкански топли извори и водопади во волшебните дождовни шуми на Коста Рика. Тука богатите доаѓаат на подмладување преку третмани со кафе и кокос, чии рецептури се чуваат во строга тајност. Зависниците од адреналин пак тука доаѓаат поради напорно планинарење во дождовните шуми, веслање на диви води и спуштање со јажиња по водопади. Во групата најдобри спаре сорти за 2013 година, во друштво на оние од Емиратите, Малдивите, Сингапур, Макао, се наоѓа само една дестинација која нам може да се каже дека ни е поблиска – Турција. Дју Спа во Дюрал Премиер Текирова. Дју Велнес и Спа на 3500 метри квадратни и 23 луксузни соби за третмани, 2 огромни амами или турски бањи, руски сауни, джакузи и снежни фонтани. Што е ова последново, знаат тие што биле таму. Дју Спа е позната во светот по уникатните терапии и масажи од далечниот исток. Пред да се одјавиме, да им се заблагодарам и да ги поздравам нашите драги пријатели од Арс Нова, поради кои што сме неслучајно убави, и се разбира нашиот драг гостин, модниот дизајнер Ристо Бимбиловски. Ке се одјавиме со една музичка numera од Охридскиот хорски фестивал. Ке ја слушнете и ке уживате во неа, а нашата средба ке ви ја закажам за точно 7 дена. Bodies had a blue.